12-тата седница на Собранието на Република Македонија помина со реплики и контрареплики, паузи и продолженија, расправа за измените на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина. Пратениците од опозицијата сметаат дека со укинувањето на одредбата со која се уредуваат условите и постапките на вршење на професијата доктор на медицина, Република Македонија се оддалечува од стандардите на Европската унија за високото медицинско образование. Според владеачкото мнозинство, пак со измените на законот се подобрува здравствениот систем. Тие сметаат дека студиската наставна програма треба да ја вршат високообразовните установи. Собраниската расправа вчера продолжи и по 20 часот, а процедурални забелешки има Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН и Томислав Тунтев од СДСМ, кои побара од пратениците да работат конструктивно и без меѓусебни лични навреди. Милошовски од име на докторката Аспазија Софијанова и од име на колеги пратеници, кои, како што рече, биле лично засегнати или навредени без причина, замоли било кој од пратеничката група на СДСМ или од владеачкото мнозинство да се оградат од тоа и да понудат извинување, за како што посочи да можеме и денес, утре и кога и да е, во име на колегијалноста да продолжиме со работа. Ако ние пратениците си го подриваме угледот и се навредуваме и клеветиме, тогаш не само што немам услови за работа тука, туку тоа ќе се одразува во однос на нашите политички следбеници во нивната меѓусебна комуникација, истакна Милошовски. Според Тунтев, доколку како пратеници не се потрудат да го држат дигнитетот на функцијата пратеник, тогаш не може да очекуваат тоа да го прави никој во Република Македонија. Тој апелираше до пратениците емоциите да ги остават настрана. Овде сме дојдени да работиме. Ова сега ни е време на струка, а професија со која се занимаваме и за која професионално сме ангажирани, рече Тунтев. Во контекст на тоа додаде дека за разлика од другите професии, народот во Македонија ним како пратеници и му кажал доверба да ги застапуваат нивните интереси. Ако ова мое обраќање може да го прифатите како одговор, како еден начин за да се искаже нашата волја, се вкупна и од парламентарното мнозинство и од опозицијата, да продолжиме да бидеме конструктивни и пред се луѓе. Крајно време е да продолжиме да работиме во интерес на граѓаните на Република Македонија, нагласи Тунтев. Председателот на Собранието Талат Џафери откако заврши претресот по точката, поради тоа што немаше доволен број пратеници за да се гласа, ја прекина седницата. Продолжението е закажано за во понеделник на 18 септември.